Светот никогаш не бил побогат и технолошки понапреден, но во исто време и исполнет со неизвестност како никогаш досега во историјата. Украина веќе четврта година е на фронтот. Блискиот исток повторно е во пламен. Старите конфликти не завршуваат, а нови постојано се отвораат. Зошто мирот никако да победи? Дали современите војни повеќе не се водат за брза победа, туку за долготрајна исцрпување? И дали сме поблиску до нов светски конфликт од колку што можеме да претпоставиме? Со воено-безбедносниот аналитичар Александар Србиновски, анализа на најопасните светски жаришта и можните сценарија во годините што доаѓаат. Добре дојдовте во ново издание на Да си кажеме. Србиновски, добре дојдовте во студиото на Телма. Добро ве најдов, се надевам ќе имаме интересна дискусија. Да, до пред само 10 години зборувавме за глобализација, за економски раст, технолошка револуција. Денес секој нов ден почнува со вести за нови ракетни напади, за фронтови. Што се случи? Зошто толку брзо се смени работите? Како стасавме до ова? Точно, ја можам да констатирам дека светот во моментов се наоѓа на можеби небезбедната траекторија од Втората светска војна. Да не звучам како клише или дека се повторувам на оваа тема многу пати, но ние сме сведоци дека дипломатијата практично исчезна, меѓународната трговија веќе од ден на ден има се помал импакт врз тоа како се креираат политиките од државите кон државите, автократски системи, владеат со светот, носат засебни одлуки, големите суперсили во светот кои што се очигледни САД, Русија, Кина, на некој можеби поинако ниво Европската унија, се тие кои што без консолидација, без комуникација действуваат, реагираат. Воените конфликти се отвараат не од оправдана причина, инаку според моје верување не постои оправдана причина за војна или конфликт, меѓутоа имаат најчесто буквално економска заднина. Бевме сведоци што се случи во Венецуела, случувањата во Иран можеби да се стават на таа некоја паралела. Накратко, верувам дека економските интереси во смисла некоја држава или некој моќен центар да пригребе што е можно повеќе од светските ресурси доминираат врз тоа како се креира геополитиката и политиката. Но како што кажа во најавата, светот никогаш не бил побогат и потехнолошки развиен. Што се случи од 2019 до сега, до 2026, освен ако хронолошки ги редиме настаните пандемија, па војна во Украина, па војна на Блискиот исток, зошто дојдовме до тука? Па има некоја теорија помеѓу колегите кои што ја следат геополитиката, со кои што јас до некаде и се согласувам, дека начинот на кој што сега ние се однесуваме, во смисла светот е нус продукт на начинот на кој што државите прокламира војна со теророт, со тероризмот. Практично ја отворија вратата на автократски политичари да влијаат во управувањето, иако државите се богати, тие одлуките ги носат исклучително на милитантен план за приграбување на се или на секоја доблест кон нивната земја, единствено со... Не, прашањето е, ова е последицата. Да. Коренот на проблемот каде е? Зошто светот, зошто човештвото, цивилизацијата дозволи да планетата регресира, да оди во назадна линија, наместо да се зборува за глобализација, за економски раст, се зборува повторно за војни. Недовербата, нерешените отворени геополитички прашања, не зборам локални спорови кои што тлеат, немоќта на Обединетите нации да стави ефективен крај на некој спор на... Но и тоа е последица. И тоа е видливо. Ја прашувам повеќе каде е коренот на проблемот. Зошто светот оди во спротивна насока од она од правецот во кој одеше до пред 10 години? Да не звучам повторно депресивно, природата на приграбување на ресурсите е единствениот мотив за тоа што ние сега се наоѓаме. Имавме нестабилно време каде што имавме пандемија која што на веќе познат начин ги размрда релациите на кој начин размислуваат луѓето кои што живеат во земјата, не камоли тие што управуваат. Големата нестабилност, недоверба помеѓу соседите е се една серија на комплицирани однесувања кои што не фрлија во ваква несигурна ера, која што верувам уште многу ќе трае и според некои прогнози ова ера доправа ќе се влошува глобално. Нема да останеме. Нема да се задржи светот на овие циклични неколку конфликти кои во овој момент се активни, се заговараат многу посериозни конфликти економски, например, оној со Тајван и Кина и Јапонија и така натаму.
Дури изминатиот период има некои сериозни анализи кои што ги следам и публикации стручни од областта не новинарски, него поврзани со безбедноста, кои што заговараат дури можен конфликт од големи размери кои што ќе ги дотакне и Балканите. Говорам за потенцијална опасност од воена криза помеѓу Турција и Израел, што е сосема логично да се случи. Дори постојат и некои аргументи кои што ни даваат насока ние дека требаме да бидеме загрижени. Тоа се во некој краток временски период, во времето на мандатот на председател Трамп, за очекување, барем според оние кои што ја прокламираат оваа теза како ризик на кој што државите треба да внимаваат, е дека во наредните 2 до 3 години сосема е возможно САД можеби не да го напушти НАТО, колку што да се дистанцира од начинот на кој што се носат одлуките, како се реагира на одлуките во смисла на одбраната на земјите членки и така натаму. И во тој ист период врз модус операнди, односно врз моделот на кој што се водени балканските војни помеѓу во тој период Грција, Бугарија, Србија, Црна Гора и така натаму против Отоманската империја, сега денешна Турција, Израел да го спроведе следниот превентивен конфликт со Турција. Тоа е логично и ако се разбере дека воени сојузи за оваа намена, можеби сега не е така дефинирани јавно во дипломатијата, Израел веќе потпиша со Кипар, со Грција и со соседна Србија. Така да веќе постои некоја оска која што геополитички е на различна тежина од она со Турција и е возможно и овој конфликт. Ако се случи тој конфликт, мене каде ми е ризикот, тој многу брзо, можеби не воено, меѓутоа безбедносно ќе ја дофати Македонија, бидејќи ние во нашата држава имаме големо турско население кој што живее, турски народ, кој што емотивно ќе реагира на тие конфликти. Од другата страна имаме и Срби и така натаму, така да сакале или не келе, Балканот пак најверојатно постои сериозен ризик да стане ново жариште во светот. Колка е веројатноста за реализација на овој сценарио? Па голема, според теоретичарите. Голема, дополнително ако се види дека големиот заштитник на Израел нели САД, односно особено председателскиот кабинет на Доналд Трамп, апропо склучените договори со Грција, Кипар, Србија и така натаму, сега и САД склучува стратешки партнерства за безбедност. Последниот е позитивен во смисла за српската страна, во приказната е безбедносниот стратешки договор кој што САД и соседна Србија за прв пат го подпиша, кој дури подразбира, иако не беше целосно јавен, сепак има некои публикации и репорти од државни институции, дури подразбира и сателитска вселенска соработка, безбедност на Србија со САД. И ако сега се прашуваме дали сме во Трета светска војна или кога би почнала Трета светска војна, ако се реализира ова за која зборувате, тогаш дефинитивно нема да има веќе дилеми и прашања дека се согласам, но дека Третата светска војна веќе се води. Веќе се води со таа разлика што минатите конфликти доколку ги споредиме сега, јас можеби не сум најголемиот експерт за таа област, но ја следам проблематиката. Втората и Првата светска војна масовно ги води конфликтите. Ова новата е некоја си хибридна верзија каде што центрите на моќ циклично ќе ги судираат своите интереси на одредени подрачја, нема да има масовни конфликти. Исто проблематично, уште една теза, се извинувам, можеби те прекинав Горан, на формирање на така наречено исламско НАТО. Не религиски, колку што ова ја отсликува географската положба Саудиска Арабија, Пакистан и некои останати држави на заливот веќе формираат нивна мрежа за безбедност и реагирање со билатерални одговори, што е уште еден центар на моќ го добиваме малку подразличен од оние конфликти на кои што ние досега сме научени да ги следиме, каде што генерално сударот на интереси е помеѓу две огромно спротивставени супресили. И ако ги погледнеме само моментално отворените прашања, односно жариштата во светот, без да зборуваме за вакви драматични сценарии што би можеле да се случат, например Украина, ја имаме како војна што трае, Блискиот Исток, тензиите околу Тајван кои се постојано на некој начин повеќе или помалку актуелни, војната во Судан, никој не ја спомнува, таму се случува навистина сериозна, страшна војна. Колку тие војни се одвоени приказни, а колку се делови од една поголема геополитичка пресметка, во која би можеле да се додадат и некои други нови потенцијални жаришта? Па се е нус ефект на веќе некоја реакција. Нели, секоја една агресија во одредена држава го бранува морето,
на безбедност како што се случува, таа веднаш се пренесува во соседните региони, иако не говориме за мал регион, него ние практично сега ја дискутираме, нели, целата земјина кугла. Сосема е логично да се очекува дека една криза ќе продуцира друга криза и идеме во ситуација каде што ќе се наоѓаме во состојба на лимбо, каде што ќе се повторуваат дестабилизирачки активности. Да, се согласам, Украина трае со години конфликтот, нема на повидок разлика во некоја сериозна на украинска или на руска страна во смисла каде се наоѓа фронтот. Само се евидентираат медиумите дневните жртви, нападите со дронови, нападите со ракети. Кога почна војната во Украина, многумина предвидуваа дека војната ќе трае од неколку недели до неколку месеци или максимум неколку години. Еве сега во четвртата година сме и нема крај на повидок. На што се должи тоа? На тоа она што може да се заклучи не само од војната во Украина, него еве и она во Иран е дека кога конфликтите се водат со далеку помоќен непријател, споредбено Руската Федерација и САД од таа моќната страна и по не толку моќни воени држави како Иран и Украина, е стратегијата на исцрпување на ресурси, стратегијата на војување на што е возможно подолги стази, а сето тоа е продукт на начинот на кој што се војува. Ако во минатото ние војувавме со, не знам, тенкови, пешадија, авиација, крстосувачки ракети, носачи на авиони и така натаму, нуклеарни подморници, сега тоа се прави со ефтина опрема, со дронови, со роботски системи кои што ја заменуваат тешката машинерија на која што големите суперсили ја градеа своите капацитети за одбрана и за напад. Зошто се водат вакви војни на исцрпување наместо војна на бојно поле за да се победи, односно војна за да се војна чини финанси, чини пари. Имаше некои пресметки дека конкретно спроведено, пошто бидејќи се потранспарентни барем изворите за трошоците на војување на САД, 37 милиарди. Повеќе, околу 100 милиарди до сега. Во секаква смисла, од загуба на капацитети на Ова е контрааргумент дека не треба војните да се водат толку долго. Аргумент кој оди во прилог на тоа дека војната треба да се заврши што е можно побрзо. Но доколку Зошто се водат војни на исцрпување? Дипломатите веќе не се дипломати кои што го пренесуваат конфликтот на државите, нели, на цивилизиран, културен начин. Сега војниците ги заменија дипломатите и приказната очигледно не е едноставна и нивните делувања се евидентни. Конкретно за војната во Иран. Ајде прво за војната во Украина. Во последно време гледаме дека украинците често пати изведуваат напади длабоко на руска територија, додека Русија си продолжува со оние воздушни напади. Колку тоа ја менува и војната рамнотежна и војниот конфликт од почетокот во 2022 март, февруари? Одбраната на Украина, конкретно во овие војни случувања, во изминатиот период ги таргетира надлабинска територија, стратешките ресурси на кои што е зависна целосно руската економија. Нафтени складишта, рафинерии. Завчера имаше дури една интересна информација дека беа уништени складиштата на магазините на рускиот Амазон, за споредба. Се обидува длабинските напади дополнително влијаат и формираат притисок врз Русија на престојните парламентарни избори, кои што ќе се за некој месец, внесува притисок во смисла дека животот на руските граѓани не е комфорен како што бил во минатото. Да, и често слушаме информации за тоа дека на бензинските пумпи има редици, дека имаат недостиг на дизел гориво. Иако се голем производител на нафта, голема територија, веројатно исцрпена држава од војна, токму тоа е прашањето, значи колку Русија може да издржи долго војна на исцрпување? Од друга страна, колку Украина која е зависна од западната помош, нели? Моите аргументи велат дека Русија е во војна со не само со Украина, него и со државите кои што ја помагаат Украина, не во изминативе години, туку од 2014 година, од кога се случи нели операцијата за завземање на Крим и така натаму. Иако и во тој период беа предвидени брзи капитулации на Русија од едната страна или на Украина од другата страна, ништо од тоа не се случи. Отпорноста на рускиот воен апарат е огромна.
историски гледано, сега да не се навраќам доколку не би постоела советската војна машинерија во тој период, можеби Германија никогаш не би била срушена онака како што била во тој период, во смисла, нели, окупирачки настроена Солската и така натаму. Јас не би ја подценил Русија, но истовремено морам да ги пофалам и украинските безбедносни сили, особено со действувањето на нивната војна разузнавачка служба, кој што покажа дека Украина има разузнавање кој што може да се спореди можеби со она на Мосад во Израел. Спроведа серија на операции, нападна, чисто за подсетување, стратешки нуклеарни бомбардери кои што никој во животот историски тоа не го извршил на руска територија, ликвидира врвни дипломати и војни официри на руската армија, и сето тоа говори дека не се ни догледува крајот на овој конфликт во минатото. Не постои баланс во кој што, иако јас напоменав дека постои можност претседател Доналд Трамп да ја пацифизира оваа војна, но сега како што стојат работите, тоа или да ја заврши за еден ден како што ветуваше во кампањата. Тоа како и многу работи не се случи. Добро, дали после ова поверојатно е ова да биде војна без крај, односно така наречен замрзнат конфликт, отколку да дојде до извесен мирен договори и сценарио кој ќе резултира со некаков крај. Логиката не најавува дека секоја војна може да трае бескрајно. Проблемите каде би биле посериозни за глобалната заедница на сите држави во светот, ако во сите конфликти се инволвираат други воени огромни сили како што се Кина, да споменеме дури Индија, доколку и тие држави ги вклучат војните капацитети, не знам, на измерување на нивните сили, спроведување на нивните геополитички интереси, тогаш светот ќе го зафати една серија на дестабилизација кој што не верувам дека ќе дозволат да имаме ние вакви конфликти што може да траат со години, со да не речам можда и декади, ако се спомене од 2014 до сега, дека имаме прилично голем број на години поминато од руската специјална операција во Украина. Уште една војна која тргна како воена кампања, како воена операција, зборувам за САД, кога го нападна Иран на крајот на февруари годинава. Да. Тргна со најава дека тоа ќе трае со ограничен временски период. Трамп, нели, CNN му мереше, му броеше колку пати самиот кажа дека е на чекор до мир. Се уште не се гледа ништо на повидок. Каде се црвените линии на САД и на Иран? Зошто оваа војна толку се долго влече? Не верувам. Иран е во состојба на одбрана. Не постојат црвени линии доколку ти си ја браниш својата територија адекватно на оние со Украина. Од друга страна, не само што не се надогледува практичен крај на американската операција во Иран, дури се најавуваат и сериозни војни импликации и во Куба, нели, во предворието на САД. Така да, додека ние на власт во државите, во сериозно моќните нуклеарни сили имаме авторитарни лидери, ние не можеме да очекуваме дека ќе се пацифизираат војните. Дали мислите дека она што го спомнавте на почетокот, тезата дека би можело да дојде до влошување на односите, па дури и до ескалација помеѓу Турција и Израел, би било како ширење на овој регионален конфликт, се да почне од тука каде што е, односно од ова што веќе се води како војна во Иран? Апсолутно, ние да се прошири регионално конфликт. Ние имавме најави на израелски и на турски политичари веќе на оваа тема. Турскиот министер за одбрана изјави дека се надева дека ќе го доживее денот кога Ерусалим ќе се ослободи од Израел. Нетањаху веќе информираше дека Турција е новиот Иран. Така да тие геополитички додека се следат верижните настани еден по друг, даваат сосема логичен контекст, сосема очекувани репрекусии од начинот на кој што денеска се води геополитиката генерално. Така да, за жал, иако звучи депресивно и загрижувачки, јас сум убеден дека доколку не се средат на поголемо ниво геополитичките, се надевам дека јас грешам во моите заклучоци, ние ќе бидеме сведоци на уште еден конфликт кој што ќе го зафати нашиот регион. Што е суштината на војната во Иран? Дали е во позадина и контролата на нуклеарната програма на Иран? Колкава е опасноста реално Иран да стане нуклеарна сила и дека поради тоа вистинската причина за војната тоа, или повеќе е контролата врз
трговските рути, односно морските рути, контролата врз ормузскиот теснеци? Иран е вратата, капијата на Кина кон Африка, на Кина кон заливот. Извоз на Кина, односно држава која што во најголем дел своите нафтени ресурси ги извезува во Кина. Стратешки гледано и геополитички едноставно да се разбере зошто Иран е нападнат од САД. Да, нормално Израел има сосема легитимно право да ја брани својата држава или да се плаши од ирански потенцијални действувања од нејзините прокси сојузници во регионот. Венецуела беше истата држава која што извезуваше гориво единствено во Кина, така да патеката или шемата на геополитичките настани е сосема јасна. Се ослабува војната и економска моќ на Кина, за да може во иднина Западот предводен од САД и натаму да има доминантната геополитичка улога во светот. Кое што доколку не се случат овие војни, економски, воено и така натаму, сосема е логично да се очекува дека во скорешна иднина Кина би била таа држава која што би ги поставувала нормите како би се одвил светот, би пулсирал светот и така натаму. Добри, сега не е тајна дека САД, Русија и Кина се трите сили кои ја обликуваат иднината на некој начин. Да. Кој денес според вас навистина го диктира глобалното безбедносно темпо? Се уште е САД? САД е се уште државата која што има ефективната моќ на терен. Меѓутоа, војната моќ на диктирање на геополитичките војни и така натаму најмногу може да се препознае во смисла на експозеата што ги прават државите на војните паради и експонирање на оружја и така натаму. Чисто за пример за публиката, секогаш САД и Русија беа тие држави кои што во светот ги промовира новите воздухоплови, новите бродови со не знам каква модерна технологија и така натаму. Меѓутоа војниот ловец од шестата генерација веќе е практично ставен во употреба во Кина. Војната парада која што се случи во Пекинг и во Кина пред неколку месеци е експозе дека темпото, начинот на војување, прогресијата на моќта преку армијата веќе не е во рацете на САД, туку има сериозен конкурент. Дополнително, ако се земе во минатото дека односите помеѓу Русија и Кина се комплицирани, меѓутоа тие се пријателски и сојузнички, ако во минатото Русија била поголемиот брат, каде што го диктирала темпото како што ќе се развиваат борбените технологии на Кина и така натаму, сега можам да кажам дека ниту се во равноправна позиција, туку дека Кина е таа држава која што го презема приматот и во релациите со Русија. Но по доаѓањето, односно по враќањето на Трамп во Белата куќа, гледаме дека и Русија и Соединените американски држави се во добри односи. Ако може така да се каже. Неделава директорот на FBI најави посета во Москва, со тоа во вода паѓаат буквално сите најави што постоја во меѓународните судови, во меѓународните институции така натаму, дека некогаш во иднина Путин ќе одговара за своите однесувања, дека ќе биде уапсен и така натаму. Верувам дека големите сили меѓу себе ќе ги договараат сите, овие три големи сили, ќе ги договараат сите темпа на кој што ќе пулсира светот, а Европа за жал го губи своето влијание и политичко и воено и секакво. Ајде пред за Европа уште малку околу војните, ако се остварат тие негативни песимистички сценарија за ескалација на војните судири и отворање на нови жаришта, дали на далечниот исток Тајван или овде на Блискиот исток, ако расте конфликтот во Иран, дали и натаму овие војни ќе се водат на начинот на кој се води и украинската војна, повеќе со сајбер напади, дронови, сателити, вештачка интелигенција, она што гледаме, бидејќи кога порано зборувавме за војна, зборувавме за фронт, голем број на војници, или веќе тоа е минато и дека новите војни ќе се водат на некој нов начин? Можна ли е војна според старите теории? Верувам дека никогаш повторно ние не би се вратиле на конвенционални начини на војување, ако хипотетички во Првата светска војна се војувало фронт кон фронт, во Втората светска војна веќе има партизански војување и фронтовни војување така натаму, а потоа следеше ерата каде што имавме специјални воени
операции на специјални воени мали сили, командоси единици така натаму против терористички организации, сега сето тоа не постои. Дроновите, роботските системи и е технологијата која што очигледно ќе доминира. Фронтовите ќе се движат споро. Не мора да се освои главен град за да се контролира територија. Доволно се удри по инфраструктурата енергетска и апсолутно. И сега веќе ние сме сведоци каде што државите кои што имаат сериозна поморска воена моќ своите идни пловила ги градат во смисла на носачи на дронови наместо авиони. Така да тоа е само уште еден чек кој што докажува на темпото и модусот со кој што ќе се вои ова војна. Добро, спомнавте Европа го губи своето влијание, теза која подолго време се провлекува, Европа како најголем губитник од војната во Украина. Кои се според вас трите најголеми безбедносни ризици? Го спомнавте ширење на конфликтот на Блискиот Исток, ова Иран, ако се вмешаат Турција и ако дојде до директен судир со Израел. Кои се други безбедносни ризици? Постои ли ризик Путин да го тестира НАТО преку Балтикот, да речем? Па сосема и дури тоа е возможно, доколку хипотетички говориме во теза на хипотеза сега. Доколку хипотетички НАТО е преструктурирано и доколку САД не се наоѓа во таа равенка, сосема е возможно да се очекува одредена воена операција на крајот на краиштата. Москва неодамна го публикуваше својот годишен воен безбедносен стратешки план, кој што буквално предвидува напад на воена интервенција, односно во држави во кој што се нарушува безбедноста на руските граѓани. Се тоа е многу широка дефиниција, меѓутоа, например, јасно се говори и за желбите и амбициите на Германија да развие ракетни системи и така натаму, тоа е за очекување. Она што би го напоменал како конфликтни зони: Азија, Тајван и околината на што се смета за зона на кинеско влијание. Тука имаме Австралија, Јапонија, Кореја од другата страна кој што се балансот на таа моќ. Латинска Америка. Во Латинска Америка ние сега имаме држави како Бразил, кој што е сериозна економска сила, растечка економија и така натаму. САД ќе се обидува да го контролира. Куба, Венецуела, Колумбија е можна за дестабилизација. Светот има нонстоп своји потенцијални жаришта, но верувам дека сите една од овие три големи геополитички сили ќе се го контролираат своето двориште. САД ќе има доминантен пристап во Латинска Америка, Русија во Европа, а Кина во незиното двориште. Сега ова што го кажувате многу песимистички звучи, дека сме на работ или веќе сме во текот на Третата светска војна. И добро, ајде уште малку околу она, колку би било таа опција известна дека Русија има интерес да дополнително ги влоши односите со Европа, па и да војува, имајќи предвид дека е исцрпена од долгогодишната војна во Украина, а Европа сепак и по број на население и по број на оружје, ако Европа ги земеме Франција и Британија како силни сојузници. Освен Франција, која што е нуклеарна сила, Британија користи американско нуклеарно вооружување од подморници. Единствена нуклеарна сила на европскиот континент е или глобално е Русија со најголем број на нуклеарни боеви глави и така натаму. Доказ за моите тези дека Европа се обидува да се реконсолидира, да направи свој епицентар на воено делување. Но тоа не е тајна, веќе многу пари се фрлаат за одбрана. Не, Европа туку на последната засилено и забрзано да се вооружува. Парада во Париз беше најавено мини европско НАТО. Сите држави кои што беа присутни тука, вклучувајќи ја и нашиот сосед на северните граници Србија, се претпоставуваше дека ќе бидат составен дел нова воена коалиција во светот, која што ќе биде предводена од Франција и Германија, но мораме ние да напоменеме дека наредната година се избори во Франција. На наредните избори Макрон не може да учествува според своите уставни карактеристики на уставот на Берлин стравува од доаѓање на власт на Ле Пен. Да претпоставуваме што мислам, едно е да стравувате, друго е да ве гласаат своите граѓани. Што ќе се случи ако Ле Пен дојде на власт? Што ќе се случи? Само за подсетување дека рейтингот на актуелната политичка гарнитура која што управува со Германија е во драстичен пад. Што ќе се случи ако не имаме конзервативна сила
кој што не ја доживува Европа на начинот на кој што германците сега гледаат кон Брисел. Што Русија ќе ја нападне Европа? Не целосна Европа, верувам дека Молдавија е возможен конфликт, реален конфликт. Балтичките држави се сосема под ризик, така да тоа се зоните на интерес на руското влијание кој што би требало да репродуцира поранешно советско влијание врз Европа. Така да. Добро, имајќи го предвид НАТО вакво каква што е, со намалена американска поддршка, до промените евентуални на власт, односно заминувањето на Трамп од Белата куќа. Кој е најголем безбедносен предизвик за Европската унија? Јас морам да напоменам дека ова ние што говориме се хипотези на луѓе кои што се од безбедносниот сектор. Во пракса НАТО е се уште жива. Ние имавме самит во Анкара каде што сите држави истакнаа дека ќе информираат јавноста за наредни нивни безбедносни политики, дека ќе инвестираат во својата одбрана и така натаму, иако НАТО фактички не е тестирано борбено во светот, тоа се уште не може да се прогласи за мртво. Ние мораме да напоменеме, ниту па е блиско тоа да се случи. Ние мораме да напоменеме, ова се хипотези кои што доколку Трамп продолжи со своите политики, кои што мораме да се согласиме се неортодоксни, нетрадиционални, импулсивни. Добро, уште 2 години има мандатот. Што ако замине тој и дојде демократ повторно во Белата куќа? А што ако дојде друг републиканец кој што ќе биде од сегашниот состав на Доналд Трамп и е помлад и е по-екстремен? Се уште е рано ние да докажеме нешто или се уште рано ние да стигнеме до некој позитивен заклучок. Она што можам да кажам е дека светот наместо да инвестира во технологија, спорт, култура и така натаму, светот инвестира во армија. Кога светот би можеле да очекуваме дека ќе стане по-безбедно отколку што е денес, нема да се водат војни повеќе од 50 во исто време? Тешко е да се стигне на едноставен заклучок. Јас искрено... Што велат тие војни теоретичари кои ги следите, до кога би завршило тоа преструктурирање на распоред на моќ? Нема такви прогнози за крај на конфликтите, него буквално секоја една наредна е длабинско објаснување на потенцијални жаришта, хипотетичко разликување на завојувани страни. За сега не се навера позитивен крај на овој конфликт. Која е најголемата заблуда на обичниот човек кога се зборува за војните? Дека ќе дојде трета светска војна и ќе се употреби нуклеарно оружје или и тоа не е заблуда и тоа е... Заблудата е дека доколку се случи војна, нема да се изгуби капитал, нема да се изгубат животи, дека ќе се живее на начинот како што се живеел после Втората светска војна. Јас верувам дека тоа е веќе минато. Александар Црбиновски, воен аналитичар, благодарам многу за учеството во денешното издание на Си кажам. Моје задоволство. Почитувани вами, благодарам за вниманието. Останете на Телма и имајте убав ден.